секогаш кога сме тука, се гледа задоволството од сите производители и лозари, заради тоа што ова е влада која што досега по секој еден основ криваше мерки и политики кои што се насочуваат на враќањето на парите назад кон граѓаните, во овој случај во Кавадарци и во Теквешијата кон лозарите, и го гледам задоволството од лозарите од сите мерки и сето она што го направивме во претходниот период. Првин ги добија парите навремено, како никогаш досега, согласно програмата за директни плаќања и согласно календарот за исплати, неселективно во еден ден, како и минатата, така и оваа година, околу 15.208 лозари беа исплатени целосно по однос на субвенциите кои што ги имаат како основни субвенции во делот на земјоделството. Се обработуваат дополнителните поддршки во делот на мерките кои што ги преземавме како 2017, така и 2018 година, и во тој поглед целосната исплата е сосема редовна, целосна и навремена. Во минатиот период, односно минатата недела, беа исплатени и производителите кои што има мака наследена од претходната влада и проблем креиран од некои други луѓе и институции. А тоа е неисплатеното грозје по однос на регистрирани откупувачи, односно регистрирани винари во регистарот на Министерството за претходните години, каде што имавме една состојба на огромни долгови кои што ги мача лозарите. Водејќи се од политиките на враќањето на парите назад кон граѓаните, најдовме начин, модел со измена на закон, со носење на одлуки, и веќе лозарите се целосно исплатени по однос на онаа постапка која што ја направи Државниот инспекторат за земјоделство и платежната агенција. Имавме не денес, и во претходните денови, редовни средби тука во Кавадарци за одредени откупувачи кои што не биле дел од не биле запишани во регистарот на Министерството, откупувале исто така, не се рачистени тие долгови, наоѓаме начин како и тие лозари да си ги добијат своите средства. Меѓутоа, минатата недела 2048 производители добија средства, односно средства во изnos околу 80 милиони денари се исплатени по однос на неисплатеното грозје од 2014, 2015, 2016 година кон лозарите. Ги зголемивме субвенциите уште во првата година од нашиот мандат, особено за развојната категорија, за оние производители од 1 до 10 хектари добиваат субвенција од 48.000 денари. Воведовме нова мерка во програмата уште минатата година од 12.000 денари за секој хектар реконструиран лозов насад или за секој хектар на кој што се одлучиле да направат промена на сортиментот кој што особено значен. Како што кажав, носевме и мерки во 2017 и 2018 година за дополнителна поддршка за предадено грозје и на секој еден можен начин и преку ИПАРД програмата, и преку доделувањето на земјоделско земјиште за инвестиции, каде што голем е интересот на лозарите, на винариите, и преку зголемувањето на поддршката која што даваме за промоција, односно овој пат во овој буџет за 100% зголемена за сите винари, даваме една силна поддршка на целокупниот сектор која што како сектор кој што е извозно ориентиран, како гранка која што е стратешка за нашата економија, дава и позитивни резултати во претходната година. Односно, имаме зголемен извоз на флаширано вино за 9% по вредност, имаме зголемен девизен прилив во овој дел. И јас сум често тука во Теквешијата, праќајќи таа порака дека на вистина ние ова е една приоритетна гранка. Денеска со лозарите разговаравме за уште една нова тема, тоа се измените на законот за вино кои што веќе се завршени, заокружени и се во процедура, а кои што се во интерес на лозарите и на производителите. Овие измени се усогласени со сите засегнати страни, ќе наведам само некој од нив, покрај воведувањето на нови видови на производи, како што е органско или ароматизирано вино и многу други продукти согласно регулативата на ЕУ, особено од интерес за малите капацитети, односно од интерес за зголемувањето на производството на вино, особено кај оние бутик или семени винари. Во измените на законот веќе е ставена измената со кој што за малите винари, за малите
преработувачи, односно производители, нема да е потребно вработување на енолог, туку ангажирање со соодветен договор да не бидат вработени во самите или ангажирани од нивна страна, односно тоа е едно од барањата за кои што дискутиравме, го прифативме и веќе е дел од измените на законот за вино и кај производителите физички лица, тие не мора да бидат со соодветно високо образование, како што се бараше досега, туку може да имаат и средно земјоделско училиште, односно со низа на измени во законот за вино го поттикнуваме производството, малите винари, односно производството од страна на физички лица кои што може да бидат регистрирани, кои што може да продаваат, ќе се зголеми целокупното производство, извозот, ангажираноста. Нашата земја располага со одлични потенцијали во овој дел и затоа се решивме и на едни храбри измени во законот за вино кои што денеска ги представивме и пред лозарите, откупувачите. Разговаравме и на многу други теми кои што се за еден подолг рок значени за Министерството и за креирањето на политиките. Добивме одлични предлози од граѓаните од тука, од откупувачите, од производителите, од сите засегнати страни. Истина имаме секогаш тука плодна дискусија со граѓаните на Кавадарци.